Мързе тебе. Мързе тебе, звездо моя, ти си имаш небо. Мързе тебе, зимо ладна, си го имаш него. A pak mene, zvezdo moja, što će mi je život, i to što go imam, zvezdo, i go dadov sijot. Денес ќе разговараме со човекот кој што е најактуелен на Facebook со неговата харизма, но и со неговиот прекрасен глас. Тоа е Андрош. Здраво, Андрош. Здраво, како сте? Дали сте добри? Јас сум супер, фала. Супер сме и ние, ти благодариме. Најнаш започна тима по сите македонски веб страни, но те видов и на некој германски. Што се случи најнаш? Прво да ве поздравам сите вас и фала што ќе имам чест да учествувам во вашата емисија, пријатели. Да го поздравам моето градче Пејтон Ресен, сите сограѓани од мојот град Ресен, пријатели, другари, фамилија, све и нормално цел свет. Сите луѓе што ето бев гледан од нив и нон-стоп ме гледаат. Едноставно сакам да речем дека сум презадоволен и да му се заблагодарам на сите што уживаат баш во тоа. Тоа ми е мене и најдобро, цел ми е тоа во живот, да се сите среќни, весели, да се добри и тоа е тоа. Иначе со музика, како што реков, имаше таму едно интервју во македонска телевизија, со музика сме од деца, таму се зафркаваме малку, некој бенче, не знам што таму со тие другарчината, па ето тоа некако не успеа, мали бевме нормално, нема врска после тоа, не знам, ето едноставно, има многу голема поддршка, пак ќе речам, од група Персиди, од сите нив, најмногу од другарчето мој брат ми, Тони Леко, така да, ето, не знам, после се појќе и појќе се имавме со сите пејачи, со Гоца Нудов број еден ми беше тој, тогаш бевме најблиски со него цел живот, мислам од тогаш, ето, од 2010 година, 2009, која беше, кој беше во Тешчево, во ствари 2000, извини, грешив, што многу ми недостасува, тој ми е вечен мој идол, го сакам од се срце и секојаш кој ќе одам во Струмица, уствари кој одам во Македонија, мене ми е обврска да одам до неговиот дом и да му запаламе на свеќа. Тоа е тоа. Дали секојаш кога возиш си толку расположен? Расположен, јас пробам да сум стално ради, како да кажем, ето едноставно пробам да ги игнорирам сите неубави работи што не чинат. Музиката си ја пуштам многу, не се замарам со некои ситници, не знам што, како да речем, не знам јас, баш му го правам и кефот на тие некои мои душманчине што се тама ги поздравувам нив. И така, тоа е тоа, едноставно опуштено, краток е животот, тоа е тоа. Андрош, дали ти моментално имаш некој милениче? Моментално немам јас милениче, би сакал да имам, само не сакам да го казнам, да го клам и не во затвор во камионот. Да е и тоа затворено, или да го шетам некаде вамо таму без разлика. Тие сакаат да имат двор, да речеме се зависно што милениче, и да има место, да, значи како да кажам, не знам, едноставно, не е за тука. Не е за... Јас не би го правил тоа овдека моментално, а и плюс е одговорност и за него, али за животни сум многу ги сакам животните. Поготово мачка. Според тебе што мислиш, дали е убаво да си има миленик во домот? Како не, зошто да не? Зошто да не? Баш сега има некои луѓе овдека што се во Америка викаат дека тоа му било и од депресија, тоа било како лек некој од депресија, што тие миленчиња, овие овдека што викаат во ова, да, во државата, кај што сум. И што знам, некои ги чуваат тоа што се, депресивни луѓе се, не знам што, некои ги чуваат затоа што
можам да кажем, никого не сакат, освен животни. Едноставно се, не знам, само тоа е преоптеретено с некоја болест, да речем, некоја многу преголема, не знам како да кажем, не знам, дури не се мажат, не се женат, животни му се во... И готово тоа е. Мислам, тоа е претерано. Се, јас мислам дека е добро со нормала. Сумерено. Се што е премногу е, не знам како да кажем. Тоа е тоа. Андрош, дали се сеќаваш на твоето прво милениче? И ако може да ни кажеш некоја интересна случка, доколку се присетиш. Се сеќавам јас на моето прво милениче, тоа ми беше моје куче Лиска се викаше и јас го порасти тоа куче од, значи, многу мало. И му дав, јас го ранев со млеко со цуцла исто како бебе го шета во улицата, бев многу мал тогаш и за жал тоа куче мене ми го отруја. Што не знам ни јас зашто, не му сметаше никому, тоа ми беше дома тука стално, ама некој му даде нешто намерено тука кај ми го открија кучето и така беше тој и многу бев тажен, плачев дено и не знам како беше. Мислам тоа е. Иначе за тоа е катастрофа. Јас мислам дека нема потреба од тие работи да се прат. Не знам ни зошто ги прат тие работи кај нас поготово да го гледаш некој куче кај што го отруле на улицата, кај што повраќаат, кај што се мачи. Тоа не е во ред, не е фер, не е добро, како да речем. Ти моментално... И тие се душа, и тие се од Бога створени, тоа е тоа. Така да. Андрош, ти моментално живееш во Америка. Па дали има разлика измеѓу таму и тука во Македонија околу гледувањето на нашите најмили пријатели? Па види, има разлика во тоа што овде, како што кажав, има дури и болен народ. Јас куче на чевли не би му клал никогаш. Мислам, тоа е... Не ми е јасно веќе, тоа е претеризам. Наочари на куче да му клаеш, на чевли, некои работи такви. Тоа за запарканција нешто во ред, меѓутоа ви излегват, со тоа се гордеат, наочари посебни за куче, па не знам како, не знам што да не му сметало сонцето на кучето. Мислам, не знам, тоа ми е некако премногу, како што реков. Не е во ред, не знам, според мене. Но сепак некоја умереност би била добро, нели? Па нормално, да, нормално. Третирањето на животното е добро да си добар со него, се е нормално. Ке си строг за некои работи. Сират, не знам јас, тие работи. Не се расправа многу со тоа, ама пак, и тие се душат, и тие се од Бога створени, така да греот е. Тоа е. И овде е крајот на овој прилог. Елит Кафе ви доделува пакет производи на вашата фамилија. Исто така емисијата за миленичиња и 5 шоповите пријатели ви се заблагодаруваат за одвоеното време. За крај, дали може да ни кажете еден апел? Исто така и да запееме уште еднаш песната на Наум Петревски. Апел до сите гледачи е тоа е многу малтретирање со некои работи што не се вредни, не. Тие се знаат кои се, сега да не правам многу, да не ги кажам тие работи кои се без разлика, мене не ме интересираат, така да малтретирање не е опуштено, тоа е што е, да смениме не можеме ништо, и мене овдека ми сметат некои работи, меѓутоа тоа е, што да речем, само песна, друго ништо. Само песна, може да ја слушнеме песната? Како? Само песна, така е, дали може да ја слушнеме песната? Песна е оја. Звездо моја, ти си небо, блазе тебе си младна, си го има свего. А пак мене звездо моја, што ќе ми е жив, и тој што го има в звездо, и го дадов сиот. Тоа е тоа, бидете поздравени и секој е добро. И ние те поздравуваме. Се најдобро, чао. Опасна песна.